Последните килограми црвени пиперки се продаваат како алва на струмичките пазари. Пазарчиите се задоволни што годинашната реколта помина без проблеми и со добра цена. Но се сомневаат дека причина за тоа е што родот порано стаса, па имале среќа. Исте многу рано пушна пиперот и пушна рано се троши и сега моментално прекрај се завршува пиперо и не знам додека ќе одат за зимница. Покрај порано стасаното производство, втора причина се болестите што ја зафатија пиперката, па нема хиперпродукција. Земјоделските здруженија коментираат дека болестите ќе бидат се почеста појава во градинарството и затоа ќе мора да се бараат нови сорти кои што ќе се садат. Дел од самите земјоделски производители ќе бидат приморани во иднина да го сменат начинот на производство и видот на културата која што досега е засадува, бидејќи еве ќе ја земаме доматата како култура, бидејќи таа беше драстично нападната од инсектот тута апсолута. Нови видови култури предлагаат и агрономите, но нивните предлози се насочени и кон пазарна исплатливост. Значи, избегнувате култури кои што кратко траат, затоа што ќе сте зависни од пазарот, од понуда и побарувачка. Значи, еве, пример, ореви, бадеми, лешници, каде што можете да чувате месец, 2, 3, 5, 6 месеца без проблем, да не ви треба ладилници, да не ви треба скапи места за користење. Струмичките фармери со години бараат помош за организирано производство, како и внесување новини во културите, но до сега нема посериозни чекори ниту кај нив, ниту институционални, за да се спроведат промени во македонското земјоделство.